Почитуван министре, и вие не сте доктор, и јас не сум медицинско лице, меѓутоа добро знам дека досега граѓаните ги плаќаат тестовите кои што ги правеа и во државното здравство, освен тоа што имаше одредени тестови кои што беа донација и освен можеби по некакви партиски линкови ако сте се тестирале. И тука не станува збор за еден вид на тестирање и токму поради тоа ја направив и измената во амандманот, затоа што постојат многу различни видови на тестирање кои што во различен сегмент и во различен момент се потребни на граѓаните. И сега да продолжам да образложам зошто стигнавме до потребата за ваков амандман. Иако мислевме дека целосно вашиот концепт со справување на оваа ковид криза е различен со концептот на ВМРО-ДПМНЕ и затоа јас лично не можам да најдам некоја логика во вашето постапување. При детално разгледување на буџетот кој што го предлагате за 2021 година, сватив дека всушност вие немате никаков концепт. Ма каква подршка на здравството кога всушност и буџетот на здравството ви е намален за 4,68%. Она што во моментот требаше сите заедно да се насочиме е да останат луѓе живи. Значи да не дозволиме да ни умираат луѓе. Системски разгледувајќи го буџетот и вашите три фокуси на кои што се осврна и министерот за финансии при првиот ден при образлагањето, го разгледав буџетот, значи токму преку овие три фокуси. И иако не сум лекар, веќе реков, но сум една од граѓаните и ги слушам потребите на истите, ги слушам мајките со кои што се соочуваат и иако во моментот единствено битно ни е што ни ја снемува државата, исто така е битно и што ни умираат луѓе. И токму поради тоа сметам дека дебата за овој ваков амандман мора да имаме, мора да се направат напори да се добијат бесплатни тестови, затоа што ова е еден од начините на кој што ќе спасиме колку што можно повеќе животи. Од месец април 2020 година се соочуваме со оваа тешка пандемија и никако не успеваме да се справиме како што треба. На 5-то место сме по смртност и ова треба да биде аларм за сите нас. Целиот буџет е поставен врз очекувањето, односно оптимистичко очекување дека со оваа пандемија можеби ќе треба да се справиме до месец март. Меѓутоа, дали сте сигурни дека оваа пандемија ќе заврши до месец март? Рековте дека има предвидено одредени средства. Точно треба да утврдиме колку се овие средства, за какви видови на тестови станува збор, да се образложи кој ќе има право да се тестира за истите, доколку знаеме дека и медицинскиот кадар мора да се тестира, и професорите, и децата во училиштата, и сите кои што работат и кои што одат на работа имаат потреба, и хронично болните, и ние тука како пратеници кои што секојдневно сме изложени на ризици, и буквално секоја една категорија на граѓани кои што активно работи, активно живее, мора да биде тестирана за да може колку што е можно порано да се открие и колку што е можно порано да се интервенира од страна на матичните лекари кои што мачат во моментот со тоа што диагнозите и нивните и лековите кои што ги препишуваат со ненаправени ковид тестови. Исто така сакам да се осврнам на уште еден аргумент кој што е многу битен во овој момент. Знаете ли од што се плашат во моментот граѓаните во Република Македонија? Се плашат да не се разболат за тоа што немаат пари за да ја покријат целата терапија, немаат пари сите членови на семејството да одат на тестирање и најчесто само еден од семејството се тестира, сите други остануваат во домашна изолација и после на крајот не ги прават тестовите кога излегуваат од изолација, туку продолжуваат со нормално функционирање без да знаат дали навистина тие се
справиле со ковидот без да знаат дали навистина тие се избориле со вирусот. И тука е токму ова е ризикот кој што сите ние секојдневно го имаме и токму поради тоа не можеме да се справиме. Секој ден читаме по порталите, по медиумите како реагираат и матичните лекари, како реагираат и граѓаните. Велат дека процедури им фалат, меѓутоа не толку колку што им фали тестирање. Луѓето не смеат да бидат оставени да чекаат по повеќе денови за да бидат тестирани, затоа што знаете дека во моментот доколку матичните лекари се јават и да закажат тестирање за одреден пациент, чека по 10 дена. Во меѓувреме неговата ситуација се влошува и на крај мора да оди на приватно тестирање, а приватните тестирања се навистина скапи. Сега, овој амандман всушност беше поднесен сите ковид тестови да бидат на товар на државното здравство. Затоа што ако државното здравство не е во моментот во ситуација да овозможи навремено тестирање на сите кои што имаат потреба, треба да овозможи да интервенира со плаќање, ако се тестират и на приватно, сето тоа да се рефундира. Според одредени проценки, околу 5 милиони евра потрошиле граѓаните од сопствените џебови во изминатиот период, тестирајќи се за ковид. Токму поради тоа и предвидовме овде толку пари. А знаете ли колку е всушност цената на чинење на еден тест кој што се набавува од странство? Според неофицијални информации, можеби тоа сите го видовте во последните денови, стана вирално на медиумите, излегува дека коштал околу 22 денари. Да, има трошоци кои што се споредбени и кои што одат заедно со ова тестирање, меѓутоа, ние како држава, за да ги спасиме граѓаните, за да може колку што е можно поитно да се направи тестирањето, да се сето тоа организира, да биде побрзо, за да можеме да спасиме човечки животи. Само размислете и од аспект на хронично болните. Знаете ли кога ќе заврши оваа ковид криза, колку од хронично болните во моментот не можат да одат на редовни контроли? Знаете ли за сите оние кои што се хронични болни, ако треба да отидат во некоја клиника, дека мора да приложат PCR тест за да биде нешто, да се врши некаква интервенција? После завршувањето на ковид кризата ќе имаме пандемија од многу други хронични болести со кои што повторно нема да знаеме да се справиме. Значи, ова е еден апел заеднички да смогнеме сили. На крај, ние како опозиција нудиме, вие како власт реализирате, поените доколку мислите политички. На тоа се на власта која што ја реализира. И сега да не зборуваме дали сме ние опозиција, дали сте вие власт. Наша заедничка должност да се грижиме за животот на граѓаните. Најпрвин за животот, а после за се друго. И ве молам, сите да се фокусираме и во наредниот период ќе ве замолам да ја тргнете секоја друга политика настрана. Еве повторно читаме по медиумите дека имате спремни објекти без вработени, имате спремни објекти без потребни дозволи, за кои што чекаат во моментот дозволи, имате изморен кадар, сигурно нема да стигнеме до разделот на здравство и навистина жалам, затоа ќе потенцирам дека имаме поднесено и многу други амандмани кои што се вредни за разгледување, како вработување на целиот медицински кадар кој што во моментот се наоѓа преку Агенцијата за вработување, се додека има ваква пандемија и се додека имаме толку голем замав на сето ова. И има уште многу други амандмани кои што се наменети за ковид кризата и затоа, значи, доколку вашиот фокус воопшто е животот на граѓаните, би ви апелирала да послушате, да размислите, да ги тргнеме соетите на страна и да направиме навистина нешто што би значило пред се за буџетот на граѓаните. Ви благодарам.